41-годишниот Аркадий Бабченко им починал на раните на пат кон болница, соопшти полицијата, додавајќи дека постои сомневање оти убиството било поврзано со професионалните активности на Бабченко. Був битий кількома пострілами щонайменше двома журналіст, телеведучий телеканалу АТР. Дружина якраз була з ним вдома, коли дружина була вдома, почула хлопки. Вийшла, за попередньою інформацією, вийшла з ванної кімнати, побачила, що чоловік лежить в калюжі крові. Бабченко, поранешен војник во Чеченската војна, кој стана еден од најпознатите војни известувачи на Русија, ја напушти својата татковина, плашејќи се за својот живот, откако ја критикуваше руската политика во Украина и Сирија. Это невероятная потеря, невероятная для всей мировой журналистики на самом деле. Потому что он был один из вообще единичных людей, кто писал настоящую правду о том, что творит Российская Федерация. И если бы это было для них не опасно, если бы им было это все равно, они бы его не убили. Это расчетливое, осознанное, международное террористическое преступление, совершенное по прямому заказу властей Российской Федерации. Пред 2 години Павел Шеремет, белоруски новинар познат по своите критики на раководството на неговата земја и по неговото пријателство со убиениот руски опозицијски водач Борис Немцов, беше разнесен во автомобил бомба во центарот на Киев. Москва негира каква и да е вмешаност во убиството на Бабченко и најави собствена истрага. На неговиот последен Facebook пост пред да биде убиен, Бабченко се сеќава на инцидентот од пред 4 години, кога тој требаше да лета во украински воен хеликоптер во регионот Донбас. Поради преоптовареност на хеликоптерот не му беше дозволено да лета. Хеликоптерот беше соборен, при што загинаа 14 луѓе. Јас имав среќа, мој втор роден ден, напиша тој.